Македонија воспостави дипломатски односи со Малта и тоа под уставното име. Ова островска држава беше единствената членка на Европската Унија покрај Кипар, која и по 25 години од првото признавање на независноста на Македонија немаше воспоставено дипломатски односи. Во одлуката објавена во службен весник се вели дека Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Малта на ниво на амбасадори со нерезидентен статус. Чинот е проследен со предлог за именување на нерезидентен амбасадор и упатување македонски дипломат во Лавалета. Воспоставувањето дипломатски односи е резултат на интензивната комуникација во текот на 2016 година на политичко и дипломатско ниво. Но тоа што е поважно е што со размена на ноти меѓу двете министерства за надворешни работи, официјална Лавалета одлучи да ја признае Македонија под уставното име, со што стана 135-та земја во светот што и се обраќа на земјава со Република Македонија. Дополнителна тежина на признавањето под уставно име дава и фактот што во првата половина од оваа година Малта председава со Европската Унија. Предходно на крајот на 2012 година, последната членка на Европската Унија која го смени ставот и одлучи да го користи уставното име на земјава беше Унгарија. За сега Кипар останува единствената членка на Унијата со која Македонија не ги официјализирала односите. Главната причина што Никозија се уште не воспоставила дипломатски односи со земјава е одбивањето тоа да го стори под уставното име, пред се поради притисокот од Атина. И покрај тоа, кипарскиот шеф на дипломатијата го искористи моментот на председавање со Европската Унија во втората половина на 2012 година и ја посети Македонија, а дополнително оствари и билатерална средба со својот колега Никола Поповски. Но засега кипарските власти целата енергија ја насочуваат кон решавање на прашањето на поделениот остров, а не на надворешната политика на земјата. Меѓу 135 земји во светот кои ја признаваат Македонија под уставното име се и трите најмоćни и постојани членки на Советот за безбедност, САД, Русија и Кина.